Вечно ќе ја сакам, горка ја своја, Скопје кажи ми. Во центарот на Скопје денеска се одржа традиционалната манифестација Априлијада 2026, забава за сите генерации, која по неколку годишна пауза повторно им донесе радост на најмладите. Настанот се одржа во градскиот трговски центар, каде просторот беше исполнет со смеа, бои и позитивна енергија. Голем број деца учествуваа во ревијата на маски, представувајќи креативни и оригинални костуми, додека програмата беше дополнително збогатена со танцови точки и балетски настапи. Публиката уживаше во изведбите на балетските студија и детските музичко-сценски групи, кои со своите настапи создадоа весела и динамична атмосфера. Настапите внесоа дополнителна магија и ја направија манифестацијата привлечна за сите генерации. Градоначалникот на Скопје Орце Георгиевски, обраќајќи се пред присутните, истакна дека денот на шегата е символ на радост, смеа и детска безгрижност, нагласувајќи дека обновувањето на Априлијада е чекор кон создавање на повеќе вакви настани за дечињата. Во рамки на манифестацијата, заедно со представници од Детскиот културен центар Карпош, беа доделени символични награди, таблети за учесниците на ликовниот конкурс како признание за нивната креативност и вложен труд. Организаторите порачаа дека Априлијада ќе продолжи да се развива како традиционален настан кој ја поттикнува детската фантазија и ја збогатува културната понуда на главниот град. По повод 50 годишниот јубилеј од формирањето на општина Карпош, вкупно 50 ученици од основните училишта на територијата на општината учествуваат со заедничка групна маска на годинешната манифестација по повод 1 април, денот на шегата. Децата настапуваат со костим во форма на срце под мотото "Со љубов од Карпош", како дел од традиционалната градска манифестација организирана од Детски културен центар Карпош, а под покровителство на град Скопје. Како што информираат од општината, пред учеството на централниот настан, градоначалникот на Карпош, Сотир Лукровски, ги поздравил учениците и им посакал успех во представувањето на маската. Тој нагласил дека образованието на младите е клучен фактор за нивниот личен развој, потенцирајќи дека општината ќе продолжи да вложува во образованието, како важен сегмент од развојот на локалната заедница. Настапот на младите карпушани представува символично одбележување на јубилејот и порака за заедништво, креативност и љубов кон општината. Градоначалникот на град Скопје Орце Георгиевски најави дека во изминатите денови се реализираат засилени активности за уредување на водна, со цел подобрување на условите за престој и зголемување на безбедноста на посетителите. Како што информираше преку социјалните мрежи, во пресред на периодот кога се очекува зголемена посетеност, се спроведува акција за кастрење на нараснатата вегетација, како и уредување на велосипедските патеки. Патеките се прошируваат на ширина од 2,5 до 3 метри и должина од околу 5 километри, што ќе придонесе за поголема безбедност и удобност за рекреативците. Дополнително издаден е налог до јавното претпријатие Паркови и зеленило за целосна реконструкција на урбаната опрема. Во рамки на овие активности ќе се обновуваат клупите, кантите за отпадоци, мошчињата и пешачките патеки, со цел просторот да добие поуреден и современ изглед, велат надлежните. Во насока на зголемување на безбедноста во соработка со Црвениот крст, во текот на летниот период ќе биде обезбедено континуирано присуство на спасители и волонтери, подготвени да интервенираат во случај на потреба. Активностите на терен ги реализираат екипи од јавните претпријатија, кои секојдневно работат на одржување, уредување и заштита на оваа парк шума, која важи за едно од најзначајните природни богатства и омилено место за рекреација на скопјани. Жичницата која води до Водно од денеска ќе работи со продолжено работно време, односно од 10 до 18 часот, информираат од јавното сообраќајно претпријатие Скопје. Според новиот возен ред за месец април, последното возење од подножието кон врвот е предвидено во периодот од 17 до 17 часот и 30 минути, додека последното спуштање од врвот кон долу е во 17:45. Од јавното претпријатие потсетуваат дека жичницата не работи секој понеделник, како и секој последен вторник во месецот, согласно утврдениот распоред. Продолжувањето на работното време доаѓа во пресрет на зголемена посетеност на Водно во пролетниот период, кога граѓаните се почесто го користат овој рекреативен локалитет.
По повеќе од 40 години за поставеност, Ченто денес официјално доби современ дом на културата 11 октомври, кој ќе биде центар за културни активности, уметност и креативност во општина Газибаба. Објектот е резултат на инвестиција од над 87 милиони динари, обезбедени преку владата на Република Македонија и е изграден според европски стандарди со енергетски ефикасен дизајн. Домот на културата се протега на 3 нивоа и нуди сцена, галерија, библиотека и современи услови за развој на уметноста. Градоначалникот на општината Бобан Стевковски истакна дека објектот ќе биде место каде ќе се раѓаат нови идеи, ќе се откриваат таленти и ќе се гради културниот идентитет на локалната заедница. Во рамки на отворањето, Стевковски изрази благодарност до владата и премиерот Мицкоски за поддршката во реализацијата на овој значаен проект, кој го трансформира долгогодишниот црн символ на застој во светла точка за културата. Овој дом на културата е ново културно срце за Ченто и општина Газибаба, каде граѓаните ќе можат да уживаат во разни уметнички содржини и активности кои ќе го збогатат локалниот културен живот. По реакциите на жителите од Ново Лисиче, јавното претпријатие Градски паркинг информира дека се пролонгира воведувањето на зонското паркирање во реонски центар, предвидено за почеток од вчера. Одлуката за пролонгирање ќе важи се до комплетирање на сите неопходни активности, што вклучува целосна усогласеност на сообраќајниот проект за новата зона Ново Лисиче, како и поставување соодветна вертикална и хоризонтална сигнализација. Целта е, велат надлежните, воведувањето на зонското паркирање да биде правично, комплетно и паралелно, без прелевање на проблемите од една во друга зона. Предпријатието најавува дека реализацијата на зонското паркирање во двете зони, D11 и D12, се очекува да започне во текот на мај оваа година. Истовремено се одложува и прибирањето на документацијата од заинтересираните граѓани. Жителите на Ново Лисиче ја поздравија одлуката, истакнувајќи дека очекуваат зонското паркирање да се воведе паралелно и во нивната населба и во реонски центар, со цел да се избегнат дополнителни проблеми со паркирањето. Претходно градоначалникот на град Скопје Орце Георгиевски заедно со градоначалникот на општина Аеродром Дејан Митевски најавија старт на зонското паркирање на 1 април, но жителите инсистираа процесот да се спроведува паралелно за да нема прелевање на проблемите од едната зона во другата. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно ќе ја